Локалниот економски развој, решавањето на проблемите на граѓаните, реализирање на проектите, борба против дивоградбите, подобри улици и булевари, градење според план, работа само и само во интерес на жителите. Ова треба да биде фокус на идниот градоначалник на Скопје. Во пресрет на локалните избори повторно се отвораат темите што е најпотребно. Скопје повторно да го врати сеајот и да заличи на вистинска метропола, да се подобри квалитетот на животот. Кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски, по средбата со председателот на Стопанската комора Бранко Азески, порача дека ако ја добие довербата на граѓаните, ќе се посвети целосно за економско стабилно Скопје, кое ќе граби напред. Да создадеме силно и економски стабилно Скопје, кое што ќе граби напред. Скопје каде што ќе се утврдат потенцијалите негови не за 2, за 3, за 5, туку за многу повеќе години. И за моментите кога јас нема да бидам во перспектива градоначалник, многу е важно ние да имаме економска стратегија за развивање на нашиот главен град, да имаме силно стопанство од една страна, но од друга страна да имаме нови, добро платени работни места во градот Скопје. Уште една борба за подобро Скопје ќе биде и борбата со дивоградбите. Ѓорѓиевски, кој е актуелен градоначалник на Кисела вода, вели дека нема ниту еден случај на дивоградба во општината каде не било постапено, но за дел од нив се чека судска одлука за да се пристапи кон уривање. Ветува дека како градоначалник на Скопје, доколку победи на изборите, ќе го вложи својот максимум и за овој проблем. Во изминативе 4 години покажав дека секаде имаме постапување. Кога ќе издадете решение за отстранување на див објект, тој не може во перспектива ниту да се легализира, ниту да добие одобрение за градба. Тоа е чекорот кој што треба сите да го превземат, кога станува збор за дивоградбите. Што се однесува на состојбите во Чај, јас многу пати сум го споменал тоа во минатиот период и тука би сакал да завршам околу тоа, уште еднаш јасно и прецизно да кажам, оваа држава има систем и има институции кои што треба да постапуваат секаде. Според Азески, потенцијалот кој го има главниот град мора да се искористи, затоа е потребна економска стратегија, а преку проектите кои ќе се реализираат, ќе се отвораат повеќе работни места, што ќе доведе до посилна економија. Да се видат оптималните можности на Скопје за понатамошен развој, затоа што ние ако вака продолжиме со ширење на градот, практично ќе донесеме цела Македонија тука, нарочито од аспект на бизнисот. Така да треба за ова што е успоставено подобро функционирање и тука мислиме дека треба да се искористат тие предности кои што се природно дадени. На средбата се разговараше и за децентрализацијата на власта, со што се воспоставува систем за ефикасно функционирање на општините, за почитување на надлежностите, одговорностите и обврските на град Скопје, за зголемување на инвестициите и создавање поволна клима за раст на бизнисот.